Добар ден, почитувана публика, и добродојдовте во 60-тото издание на видеоподкастот Гласот на Слободна Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски со мојот соговорник Јордан Петровски. Добар ден. Добар ден. Денес одиме со продолжение на нашата анализа на интервјуто на Љубомир Фрчковски од страна на Билјана Секуловска за порталот Нова. Продолжуваме онаму каде што застанавме, а тоа е четвртата точка која што ние ќе ја разгледуваме. Тука Фрчковски вели: знаете, имате варијанти, можности и затоа илустрацијата која представува елиминирање од политичкиот живот без казна е меко средство и не се применува во такви услови. Нема никаква логика да се применува. Тоа е за нешто од минатото, за што не може сега да се суди. На мене ова ми личи како директен конфликт со она што впрочем го вели резолуцијата 1096, чија што намена е токму да се справува со работниот и што вели Венецијанската комисија во точката 27 и 26. Да. Значи, повторно овдека се обидува да оди по она народна 100 пати повторена лага, ќе се свати како вистина. Тој повторно зборува дека по Македонија немало после 91 година, не е пренесено минатото. Да. И затоа вели, тоа е нешто од минатото, зашто не може да се сега да се суди. Не. Добро, ама сега по најпроста логика сето она што се случило е во минатото. На најпроста логика. Сега да не. Или тој сега тие зборуваат за минатото како да завршило тоа 90 година зборува, да. А сегашноста е во минатите 30 години. Тој го повторува непрекинато дека со новиот устав е донесена демократијата готово преку ноќ, так? Отклучено е. Да, меѓутоа тоа не го вика резолуцијата. Епа. Тука е проблемот. Тој и резолуцијата и Венецијанската комисија не го вика. Да. Тоа е проблемот. Тие се повикуваат непрекинато на Венецијанската комисија. Да. Ние во претходните две продолженија го објаснивме тој дел многу убаво. Да. Само можеш да споменеш малку да споменеш резолуцијата. Да, еве сега конкретно го извоивме овој цитат од интервјуто на Фрчковски, за да посочиме дека тие всушност и да направиме како една синопса на она што го зборувавме во изминативе две емисии, а тоа е фактички фактот дека тие манипулираат со самата резолуција. Значи, резолуцијата предвидува и тврди кривични прогони и меки мерки кои што означуваат отстранување од политичкиот и тоа го објаснивме многу убаво за кого што се однесува. Да. За кого се меки мерките, за кого е илустрацијата, за кого е кривичниот прогон. Значи, под лустрација треба да припаднат сите што биле во некаков однос со службата. Дали биле во формален соработнички однос, дали повремено дошеле, не е битно. И сега ако работеле за службите, нормално дека и тие ќе потпаднат под тие. И се прави уште една манипулација. Затоа што сега да не се става две имиња, целиот тој процес на расчистување со минатото, со комунистичкото минато, се води како под едно име илустрација. Да. Тука е повторно лагат и манипулацијата. Да. И сега ова конкретно не го извадив како цитат, меѓутоа тој подосна во неговото интервју зборува за она што еден куп професори, иако беа илустрирани, остана на работа. И тој всушност објаснува зошто тоа се случило, а тоа било зашто ректорите на универзитетите имале дискреција да одлучат дали професорството е професија или е државна функција. И тие, затоа што сите се другари и соработници, одредиле да ги заштитат своите пријатели. Меѓутоа, повторно ако ја погледнеме резолуцијата, тука таа зборува, значи, за заменување на менталитети. Значи, зборуваме за опфат на не само на соработници, директни и индиректни, значи сите оние кои што биле
кои што го ширеле комунизмот. Ама да не се повторуваме. Да го дадовме примерот на Источна Германија. Да. И тука нема што повеќе да дискутирам. Бидејќи не е само во Источна Германија таквиот случај. Таквиот случај направен и во Балтичките држави, во Полска. Секаде се елиминирани тие луѓе од... Мислам дека треба да го повториш затоа што случајот со Германија ни се изгуби во снимката што ни пропадна. Добро, сега ќе го повториме, не е проблем. Во Источна Германија е направена една сериозна, баш илустрацијата во Источна Германија го отсликува ова што го бара, што се зборува во резолуцијата и во препораките и во мислењето на Венецијанската комисија. Вие 60% од наставничкиот кадар во Источна Германија е исклучен од образованието. 60%. Значи, учителите, наставниците во средните училишта и во основните училишта. Другото што е уште по јасно, каде е изборот на злото од комунизмот. Тоа се правните факултети. Во Германија ниту еден професор, во Источна Германија ниту еден професор на правен факултет не задржал катедра. Значи сите се отстранети од образовниот систем, на факултетите, на правните факултети. Трета работа. Од 1600 и нешто и неколку дипломати, ќе ги ставиме, тоа ќе го ставиме да го видите, да се уверите дека ја зборувам вистината. Мислам дека само 4 или 5-6 дипломати се останати во службата. Се тргнато настрана. Во Македонија 0,4% се останени. Офицерскиот кадар во војската е исто така целиот, буквално може се каже голем процент, 90, преку 90%. Бројките ќе ги имате да ги видите. И сега, во Македонија, да направим сега споредба. Која води дипломатијата во Македонија? Ја водат кадри исклучиво на кој преговараше за името, кој беа амбасадори во Грција, во Америка, во САД, во сите луѓе го вративме Керина од службата кај Милошевиќ во Копешим, кај што требаше да со Вукобрат да прават обид за Југославија, го враќа Глигоров и веднаш го вклучува во македонска дипломатија. А тој е човек кој беше во владата на Марковиќ, заменик на помошник на Будимир Лончар. Всушност беше раководител на СИД, на УДБА во Министерството на внатрешни работи. Таков човек носиш да ја води, да биде дипломат во Германија. И добро сега, ова што го споменува тука за минатото што рековме ние, значи тие викаат минатото завршува на 16 ноември 17. На 16 тоа е последниот ден, на 16 ноември 1991. На 18 веќе на 18 имаме ново, значи од тога сме во сегашноста. Да. Така ли, сегашноста сега трае 30 години та. Да. Значи, што фактички се случи за да се задоволат овие критериуми на резолуцијата 1096, трансформација на менталитети, отстранување. Буквално ништо. Сите луѓе остана. Глигоров дојде да биде председател на државата. Советник за економски советник на Тито, долгогодишен. Потрчка на Тито. Добро се. Буквално е тоа. Да обстанеш ти покрај Тито. Да. И во тој систем 30 години, колку обстанал таму, 30 кусор 40 години. Да. Потоа да му станеш на Марковиќ советник, во владата на Марковиќ да станеш советник, кој ќе работи приватизацијата. Да ги надживе Джилас, Ранковиќ, па дури и овој словенецот Карделј. И сега тој човек го носиш по Македонија да ја води државата. Целата структура на ЈНА
дојде во Македонија. Од тие многу малку го носиш да биде Мирослав како Стојановски како беше презимето. Лекција. Не, Мирослав, тој го постави после на генерал штаб, инаку има индици дека учествува во воен злостор како воено лице од ЈНА, како некој водел таму некоја единица, во Вуковар. Пред тоа го носиш Млекце во Македонија. Го праќа Кос за да го подготви теренот. Млекце доаѓа во Македонија 89 година. Драган Стојковски Млекце, Кумановец. Организатор на Сина птица. Во структурите на безбедносните служби нема нов човек, се е старата гарнитура. И како може да дојде, како ќе се исполни ова што го бара резолуцијата и што го бара Венецијанската комисија. Да. Бидејќи во Македонија комунизмот е како да кажеме еднолик со Југославија. Тоа е впрочем едно исто. Да. Комунизмот и Југославија се едно исто. Неуспехот да се декомунизира Македонија е впрочем и неуспех да се дејугословенизира Македонија. И сега овие 30 години се чудиме зошто талкаме во место, зошто не можеме да го најдеме патот кон вистинска македонска независност, кон градење на вистинска државност. Тоа е тука е причината, тука треба да ја бараме. Ама причината ја утврдиле сите држави кои спровеле лустрација според резолуцијата 1096. Да. И крај. Да. Значи тоа е да го заокружиме, значи во Фрчковски во известна мера е прав кога вика дека лустрацијата е мека мерка. Да. Меѓутоа лустрацијата е само една од мерките кои што треба да се спроведат за да се изврши растурање на комунистичкото наследство. Да. И таа треба да ги опфати оние кои што не вршеле кривични дела, туку само оние кои што учествувале во одржување на комунистичкиот систем. Або тие не спаѓа Фрчковски. Тоа е главната поента. Дека Фрчковски не спаѓа во луѓето кои треба се лустрираат. Фрчковски спаѓа во луѓето кои треба се кривично се гонат. Кривично се гонат. Точно така. А тука спаѓаат речиси сите службеници на службата и на сите кои работеле во безбедносните служби. Да. Сега имаме тука едно прашање кое што како што јас напоменав во одјавата на минатата епизода, ова е една тема која што се провива низ сите поплаки на овие илустрирани, овие кои што се погодени од лустрацијата, меѓутоа кои што не можеме да кажеме дека суштински настрада од лустрацијата. Сега тука Фрчковски во ова интервју зборува како луѓе добивале шекер, како добивале срцеви инфаркти, мозочни удари, па и тие кои што впрочем не биле лустрирани, меѓутоа кои што мислеле дека ќе бидат лустрирани, па и тие добивале. Значи колку била травматична таа тие што мислеле дека ќе бидат лустрирани биле свесни дека правеле злост. Тоа се вика грижа на совест. Да, така. А не споменува Фрчковски дека Крста Белјановски, откако го зима досието, тоа е од онаа група битолска банкари, која се обидува да ја наместат со пластика дека се подметувачи на бомби, но не успеваат. Откако зема досието, после 4 часа стасува во Битола и починува срцев удар. Кога го отворил досието да види кој го кодашчел, што му правеле на човекот. Тоа никого не го боли, тоа никого не го интересира. Или што да кажеме за овие што како младинци биле апсени на 17 годишна возраст и биле ставани во Идризово, биле тепани по вратот, тука на прстите, биле изгладнувани, биле ставани во самица во ковчези, буквално во цементирани ковчези на 100 грама или на 200 грама леп и кисело зеле. За тие луѓе, тие не претрпеле ништо. Да одиме понатака. Сега. Она што е тема која што се провивува
ни сите поплаки е дека лустрацијата била селективна. Селективно. Во една дискусија наша приватна, ти рече дека има вистина во тоа што Да. го зборуваат. Како е, што е впрочем селективноста во лустрацијата? Селективноста во лустрацијата е повторно направена од безбедносните служби, од никој друг. Значи, Сега, дали има селективност во однос на тоа како што се представува од овие луѓе, дека едноставно Груевски вртел телефон и вика сега овој ќе ми го ставиш на острел, сега овој ќе го лустрираш, сакам да ми ги отстраниш моите политички ривали. Дали тоа било селективност во сега, лустрацијата? мислам, пак ќе се вратам на мојата кривична пријава. Да. Ако Груевски сакал да ги елиминира Врчковски, Силен Аврамовски, целата структура на СДБ, да го елиминира и Бранко Црвенковски, бидејќи тој е премиер на влада, да го елиминира и Киро Глигоров, бидејќи Киро Глигоров ги подпишува законите, за да бидат објавени во службен вестник. Без негов подпис. Значи сите биле И запознати. дали има некој поголем поврзан со државата од што Киро Глигоров? Нели тоа се двата најголеми државници што Секуловска вика дека ова е атак врз тие темелите на државата. Ама овдека Глигоров морал да ги види законите пред да ги подпише. Да. Се што одело да се објави, го подпишувал Глигоров. Без одлука, без подпис на Глигоров. Значи, ако сакал да ги елиминира сите Груевски, тие Да ги оцрни оние кои што биле вистинските. да ги затвори у затвор, не да ги ама оцрни. сега, според она Секуловска што го пишува, сега одиме по таа... Не, овдека јасно е, кривична пријава е за сторени кривични дела. Јасно. И тука следат затворски казни. Значи, целата структура на СДС, да ја врвот на СДС, нема кој не потпаѓа под кривична одговорност тука. Да оди во затвор. Значи, Груевски не го прави тоа, сега ќе прави, ало, јави, ај, овој илустрирај го, што му направиш? Па ете така едноставно само да пишеме дека илустрира. Да, па ќе го удри инфаркт или ќе качи шекер. Тоа ли е елиминација? Преминација. Може бубрези да добие, како беше камење во бубрези да добие, може Значи, што знаеш за 6 до 8 години што може да му се случи на здравието. Селективноста во лустрацијата не ја правила комисијата воопшто. Не можела да ја прави. Бидејќи комисијата работела исклучиво по документи кои ги добивала од безбедносните агенции, служби. Тоа е Агенција за разузнавање, ДБК, УБК и Агенција за контраразузнавање. И ама архивот, она што има во архивот, ама пак да ги бара и од во мојот случај, Архивот го нема твоето досие. да, ама јас поднесов иницијатива за лустрирање на Врчковски. Ми одговорија од Комисијата за лустрација дека моето досие го нема никаде. Иако ти беше доставена некаква копија од досието 2000 година. Да. Значи, досието постоело од 2000 година кога сум го добил. И имам известување дека имам лично досие кога сум поднел барање. Значи, не може никој да го спори тоа. Значи, тоа известување од МВР, не од некој си пријател да ми каже, имаш ли досие? Не, официјално сум побарал дали имам досие, ми одговориле официјално дека имам досие и ми закажале датум кога можам да го подигнам досието. Значи, и на тој датум не се го подигнал, се го подигнал после дека замина за Канада, го подигна мој адвокат. Овластен адвокат кој го овластен да го подигне досието. Значи, но А сега го нема. кога поднесов иницијатива, досието го нема. Да кажам, бевме пријатели со покојниот Зоран Тодоровски, директорот на архивот. Значи, ако го било досието таму, Зоран немало шанса да го сокрива. Но, кога ми извести од Комисијата за лустрација, дека моето досие го нема никаде, дека сите безбедносни служби го молчале барањето за моето досие.
По игра на случај, има текст напишан за тоа, 2014 година, ми пратија документ пријатели, тоа од врвот на СДС пријатели, не било кој. Бидејќи тоа е доказ дека моето има прислушкувани разговори кои се врзани за моето досие, кој Заев не ги дал на СЈО или пак СЈО не сакало да го обнови мојот случај. СЈО се знае кој е бил над СЈО и над Заев. Така да во тој документ кој го добив е подпишан Сашо Мијалков. Зошто моето досие го нема, тогаш разбрав дека наводно јас сум дал изјава моето досие да не се отвора во следните 100 години. Јас самиот го објавив моето досие на интернет, а ваму сум барал да не се објавува. Бараш досиејата од Белград се достават. Да. 20 години работиш исклучиво на оваа проблематика, а сега ти си подпишал. Да. И селективноста, повторно се значи селективноста не ја прави во ниеден случај комисијата за илустрација. Сега, тоа сугестијата е дека Груевски правил селекција. Ама тоа што сега тие велат некој дигнал телефон и се јавил. Па и јас се јавував и на тој албанец што беше првиот председател, сум се јавувал и на Аџиев, на Томе Аџиев, да прашам за до каде е постапката. Прво се јавив да прашам дали можам да поднесам иницијатива за Фрчковски. Така да, и сега тоа ли е проблем? Значи, комисијата не ја правила... Не. Бидејќи, ако не ги достави досиејата, оригиналите на досиејата безбедносните служби, оние што ги набрави оние 3, не може, комисијата не може да спроведе илустрација. Да, зашто нема вие сакате оригинални документи, во комисијата бара оригинален документ. Да, значи твоите документи што ги имаш од тука не се оригинал, зашто тие се копии. И во однос на она што постои во архивот, во Државниот архив на Република Македонија, и тука архивот не е тој што решава кои документи ќе бидат кај него. Значи, тоа се документи повторно кои што се курирани од страна на овие служби. Архивот немал време, може би не ги ни прегледал сите досие, така да не знаеле во архивот кој се има досие. Затоа во исто време направија комисија која ги прегледа сите досиеја. Во Германија се предадени целосно досијата. Овдека не се предадени целосно досијата. Овдека е правено. Значи, селекцијата, уште еднаш да ја заокружиме во кратки црти, како е правена селекцијата? Селекција не постои од комисијата, ниту од власта. Бидејќи власта ги нема досијата се во агенциите, во безбедносните служби. Значи, во СДБ, во ДБК, УБК, го имаш Сашо Мијалков и Силјан Аврамовски. Тандем. Луѓе кои треба да бидат лустрирани. Зар тие ќе дозволат досије кои може да ги поврзат нив, да излезат од кај нив. Бидејќи твоето досие е фантом, сега да го кажеме. Да. Постои, ама не е фантом. Имам доказ во која кутија се наоѓа, број на кутијата, така да веќе не е фантом. Добро, затоа викам дека е фантом. Постои, ама не постои. Не постои. Поради таквите околности, значи, невозможна е илустрација на основа на твоето досие. Да. Значи, луѓе кои што се замешани околу тебе, не може, никако нема. Не може да се прави. Значи, тоа е селекција. Да. Да. Тоа е селекција. На начин што службата ги држи извесен број на досиеја, кои се сега не знаеме, меѓутоа, ете знаеме едно конкретно, за можеме да зборуваме со факти, а сигурно има и повеќе такви, и тие досиеја, значи, се држат настрана, да. И со нив
тие и се недостапни на комисијата и на тој начин секој што е замешан во тоа досие не може да се илустрира. Значи, Бидејќи службата точно знае со моето досие кој ќе биде во опасност. да. Тука е- Каква мрежа може да се направи тука е. и кои се сценарија може да се прочитаат. Да, бидејќи од моето сето тоа. досие е отворено 92 година. Значи, целата мрежа е уште активна. Комплетно на соработници. Е активна. И секако интригите кои што се плетени околу тебе, ќе може да се прочитаат. Да. И ќе може се убаво да се поврзе, односно да се потврди она што го зборуваме ние, а тоа е дека во Македонија нема декомунизација поради тоа што се Да, нема точно. желба да настане дејугословенизација. Точно така. Вака, јас би рекол, ако го завршивме ли ова Што прашање? го завршив, нема што. Би рекол дека е добро сега да ја заклучиме оваа епизода. И имаме уште 2 или 3 точки на кои што треба да дискутираме, кои што можеби ќе бидат малку подолги од ова, можеби пократки, ќе видиме, меѓутоа мислам дека е сега добро време да ја заклучиме оваа епизода и да се вратиме набргу со следната. Да. Ви благодариме за вниманието, се гледаме набргу. Благодарам на вниманието. Земја